Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство поднесе кривични пријави против 8 вработени на економскиот факултет. Станува збор за 6 универзитетски професори, еден демонстратор и собственик на бифето на факултетот. Министерот Митко Чавков денеска истакна дека информации за овој случај добивале од оштетени граѓани студенти, а осомничените биле следени од 2014 година. Тие се товарат дека сториле повеќе коруптивни кривични дела, како примање на подкуп, примање награда за противзаконито влијание и давање подкуп. Според досега документираните сознанија, пријавените во текот на 2015 и 2016 година, заради стекнување на противправна имотна корист, ја искористиле својата службена положба на начин што од студенти на Економскиот факултет Скопје директно или индиректно барале парични средства за да во рамките на своите службени овластувања извршат дејствија што не би смееле да ги извршат, односно да им овозможат на истите да се стекнат со преодна оценка по предметите кои тие ги предаваат, без при тоа студентите да покажат соодветно знаење. Од 8 пријавени, само 5 мина вчера биле приведени и задржани во полициска станица. Министерот посочи дека докази има, а студентите плаќале за оценка од 500 до 1000 евра. Осомничените имале разработена шема, па во некој случај собственикот на бифето ги земал парите за подкуп од студентите и ги давал на асистентот, кој пак ги предавал на професорите со цел во индексот тие да напишаат преодна оценка. Врз основа на претходно издадени наредби од судија на претходна постапка, за претрес на дом и други простории беа извршени 13 претреси, од кои 7 во домовите, потоа 4 во професорските кабинети со седиште на Економскиот факултет, како и во просториите на правниот субјект кој што го спомнав и студентските прашања при Економскиот факултет Скопје. При претресот кај еден од осомничените во возилото кој го управувал пронајдени се парични средства во износ од 1000 евра и тоа 16 банкноти во апоење од 50 евра, како и 2 банкноти во апоење од 100 евра, кои се предмет на кривично дело. Кај друг професор, пронајден е и одземен телефонски апарат iPhone 6, предмет на кривично дело, а пак во неговиот кабинет пронајдени и одземени се 4 индекси, собственост на студенти од Економскиот факултет Скопје, а во домот на друг осомничен е пронајден и еден индекс. Чавков очекува дека после оваа акција ќе се охрабрат и јават студенти кои биле жртва на корупција за време на студирањето.